Добар ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Целата екипа ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, кој што е недалеку од градот Скопје, на само 20 на минути од центарот на градот Скопје. Ова е вистинско место за уживање. Зошто? Затоа што имаме прекрасен базен кој што можете да се разладите во него токму од високите скопски летни температури. А ние сме подготвени за нов рецепт на денот токму за вас, драги гледачи. Вкусот на традицијата сака да дзирне на пазарите секојдневно кога го подготвуваме рецептот на денот. Зошто? Сето она што го има на пазарот, сакаме да го приготвиме. Токму затоа за денешната емисија ќе ви направам една многу вкусна летна тава, освежителна. Сега сакаме храна која што нема да биде тешка за варење, која што ќе биде лесна, освежителна и едноставно сето тоа да го имаме дома. Тоа е мусака од црвен домат, од патлиџан со ориз и печурки. За да ја направите оваа мусака, вас ќе ви биде потребно 5 до 6 големи црвени домати. Ако имате јабучари, уште подобро. Или било каков домат ако имате дома. Една зелена пиперка, можете да ставите и лута пиперка. Една чаша, за вода чаша што ја користите дома, земете ориз. А понатаму ќе ви треба една главичка ситно сечкан кромит, може и црвен кромит, може и бел. Масло по потреба, една китка макдонос, 4 чешњи јалук, вода по потреба, 10 печурки шампиньони, затоа што ќе биде добро да имаме повеќе протеин во оваа тава и наместо месо се става печурка во оваа летна мусака од патлиџани. Од зачини ќе ни бидат потребни бибер, босилек. Ако имате свеж босилек, ставете, уште подобар ќе биде вкусот на ова летна мусака со патлиџани. Сол по вкус, малку буковец, малку црвен пипер, мешан сув зеленчук, ќе ставите едно кафено лажиче шекер, затоа што имаме многу патлиџан во оваа тава, и една коцка за супа, кој што треба да биде од зеленчук. Најпрвин што ќе направам, ќе го испржам кромидот на масло. Околу 1 децилитар ќе ви биде потребна и една земјена тава во која што сето тоа ќе го печете, тавче и дрвени лашици. Да преминеме на работа, значи го ставаме кромидот, да се пропржи, тоа малку да се пропржи заедно со оризот и печурките. Додека се пржи кромидот, јас ќе ги насечкам печурките. Можете на покрупни парчиња да се препознаваат. Колку го сакам вкусот на кромидот, посебно кога е свеж, во овој дел од годината. И не треба многу да се пржи, само 1 минута му е доволно. И веднаш го ставам оризот. Зошто треба да јадете ориз? Затоа што во 100 грама ориз имаме варен ориз, 245 калории. Содржи фосфор, содржи магнезиум, содржи растителни влакна и е добар за нашиот дигестивен систем. Исто така е добар за сите кои што не се љубители на месо, на вегетаријанците, на луѓето кои што имаат алергија на глутен, не сакат да јадат храна која што е полна со глутен. Понатаму оризот е присутен на секаде во македонската традиционална кујна. Од
благо, па до солено, па до чорба. Значи имаме толку многу опции за оризот. Можеме да правиме тава ориз со кокошка, кој што е неделен, семен, традиционален ручек. Понатаму во полнети пиперки, во турли тава ставаме, во сутлијаш кога правиме, понатаму чорби, многу видови на чорби. Значи се на се нема јадење кај што немаме ориз. И зошто треба да го јадеме оризот? Затоа што е многу здрав. Имаме многу рецепти каде што можеме да направиме ориз и со месо и без месо. Сега веќе е доволно да не ми изгори оризот, ќе ги ставам и печурките малку да се пропржат и тоа е тоа. Значи немаме нешто што се вели да му двориме на јадењето на шпоретот. И веќе ќе биде доволно. Уште само половина минута затоа што ова сето ќе се пече во загреана редна на 250 степени. Сега, зошто во потребните состојки не ја кажав хоплата за готвење, затоа што таа е по потреба. Значи, ова може да биде прекрасно постно јадење. Но ако сакате, значи да биде и со месо, наместо печурки можете да ставите месо, или не мора месо, тогаш додајте една чаша колку ориз, толку хопла од озгора, за да ви стане оризот малку кремаст. Ете затоа. Доволно е, дури може и да го тргнам настрана. Сега што правиме? Ставам малку масленце на дното на тавата. Го земам патлиџанот кој што претходно е добро измиен. И го сечам на тркалца. Малку да отстранам. Така. И ги редам доматите во земјената тава, да го покријам дното. Значи, ќе имаме 2 реда патлиџани и 1 ред фил. Така. Пак ќе му капнам малку масленце. Така. И сега, макдонос ќе му ставам врз патлиџанот. Ќе го покријам патлиџанот, малте не ќе го покријам. И сега, 2 чешниња лук ќе насечкам од озгора, а 2 ќе ставам кај оризот. Така. И сега ќе ги ставам зачините. Ќе ставам сол во оризот. Така. Ќе ставам малку босилек, бибер, малку буковец, малку црвен пипер, колку половина лажиче. Потоа ќе ставам малку мешан сув зеленчук, исто се по половина лажиче. А шекер ќе ставам околу 1 лажичка. Ете така. И сето ова ќе го промешам уште еднашка.
да се соединат зачините. Вода по потреба, но препорачувам да биде околу 3 до 4 чаши, 1 литар ставете вода. Така, доволно е. Сега филот го ставам одозгора. Така. Како ова добро мириса, сега ставам водата да проврие. Ете така, 1 литар вода имав. Нека зоврие. Тука ќе ставам и коцката за супа. Филот го распределувам насекаде. Така. Сега повторно ќе му ставам макдонос. А двете лукчиња ќе ги ставам одозгора. Требаше во ризот, но јас ги заборавив, ама нема никаква промена. И си ги ставам тука. Евака. Така. Ево уште едно чешне. Буквално како некоја турлитава, така го редите зеленчукот одозгора. Сега ќе ставам и пиперката на тенки крукчиња, колку да й даде мирис. Доволно, ова ќе го употребам за друго. Ставам вака одозгора. Така. Сега додека ми зоврие водата, ќе го насечкам и другиот патлиџан. Таман имам уште едно патлиџанче и тоа ќе го ставам. Мислам со 1 килограм, килограм и 200 домати ќе направите мусаката. Ова има да биде прсти да се излижат. Прсти да се излижат. Така, значи, ќе ставиме павлаката за малку да кремасто да го направиме и така малку ќе неутрализираме киселиот вкус. Еве малку нека има макдонос. Еве ова е веќе готово. Ја ставам водата. Хајде уште малку нека ми проврие. Ова ќе го искористам за друго. Така да си подсоберам тука. Може и да пробам
После да видам дали е доволно солена. Сол се додава, не се одзема. Добре, доста е. Битно е да не е водата студена. Кога ќе ја ставите веднаш во ревна, да почне да крчка. Така. Нека има вода, не и се плашете. Пожелно е да има вода. Ете така. И сега ќе ставиме и хоплата од озгора. Значи, ако немате, не ставајте. Само со водичка ќе биде сосем доволно. Евака. Малку да навлезе на секаде. Ревната ми е загреана, како што ви кажав, на 250 и оставам на 250 да крчка. И треба да биде баш онака течна треба да биде. И кога ќе се испече. Да пробам. По мене треба уште малку сол. Така. Се гледаме откако ќе испечам ова прекрасна летна тава со ориз и патличани. Ете така, време е за ручек и го испековме, па ова мириса на убавини. Погледнете како. Видете. Леле, чади. А како мириса? И некој печурча си ставам. Значи, ќе се нагостиме сега, Направете и вие оваа мусака да си уживате во овој вкус, ќе имате убав, лесен летен ручек или вечера. Леле како е киселка, красатка. Леле колку е лесна. Можете многу да изедете од неа. Многу. Нема најаска на неа. Можете да комбинирате со македонска салата, со пиперчиња, со било каква салата свежа, лепче ако сте љубители на леп и со добра капка македонско вино. Ова е, драги мои пријатели, ова е за мерак, дури да го мацкаш, значи, така да си го јадеш за своја душа, што би рекле по старите. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и како велат дека добрата жена е мирот на мажот, а добриот маж е сигурноста и безбедноста на жената. На здравје до следната емисија.